кабинетот за клиничка исхрана, зашто е важно да конечно понудиме своји услуги на колегите од клинички центар, од други болници околу лекувањето на пациентите. Ова е нешто што е препознаено на ниво на Европска унија. 15 ноември е Nutrition Day, кога во цела земјите на цела Европска унија, се надевам дека од оваа година и ние ќе ги дадеме нашите податоци, го бележат денот како се хранат пациентите. Подхранетоста на пациентите е нешто што го компромитира нивното лекување. На дел од нив ние имавме таков пациент, храната му значи живот. Не би успееле да преживеат ако не добијат храна на вена. Ова се луѓе захтевни, меѓутоа ние сме луѓе кои сакаме и можеме тоа да го правиме околу нивниот третман. Промовираат вака нови методи кои што се издржани, за кои што вистински постои индикација. Обврзани сме заедно со Светската здравствена организација и ги превземеме сите мерки за да промовираме здравата исхрана, не само за пациентите, туку и за целокупното население. Што се однесува до другата метода, таа е една современа метода, достапна е во многу европски земји, значајно го олеснува диагностицирањето на многу болести и што е многу битно, уште во раната фаза. На тој начин, многу болести фатени во таа рана фаза може дури и целосно да се излекуваат. Така да Министерството за здравство ќе продолжи и понатаму во соработка со Фондот за здравствено осигурување да ги поддржува сите нови методи кои што може да се имплементираат на нашите клиники со цел да се подобри прво пристапот на нашите граѓани до здравствените установи, но и да се подигне квалитетот на здравствената услуга. Да купиме ендоскопска капсула, ние имавме еден кус период, меѓутоа софтверот беше изминат, а за тие 13 капсули ние диагностициравме 2 тумора на тенкот црево. Да, јас би го замолила колегата да каже. Клиниката за гастроентерохепатологија беше првата и единствена здравствена установа во Република Македонија, која што промовираше и ја воведе оваа метода во 2012 година и функционираше во периодот од јуни 2012 до јуни 2015, во рамки на кој период беа спроведени околу 20 на поточно 19 студии на капсулна ендоскопија. Меѓутоа, заради застарување на софтверот, претходниот понудувач и производител го повлече софтверот и во оваа смисла, значи, набавката на овој систем на пилкаме во вистински час, во прав момент доаѓа после пауза од 3 години. Впрочем, пилкаме и изумителот на методата на капсулната ендоскопија, која што е одобрена како диагностичка метода во 2001 година од страна на Америчката агенција за храна и лекови, а кај нас беше веведена во 2012. Овој модел кој што во моментот е набавен е SB3, трета генерација на пилка видоендоскопска капсула, која што работи со висока резолуција, со зголемување до 8 пати повеќе од сите останати форми на конвенционална ендоскопија, со можност за аквизиција на преку 55.000 слики од тенкот црево во период од 8 до 12 часа, колку што е и време траењето на батеријата на капсулата. Првенствената индикација за примена е за утврдување на патологија на тенкоцревни лезии, иако се работи активно и на поле на диагностицирање на лезии на храноводот и на дебелото црево и првенствено се однесува на лезии кои што се извор на крварење од тенкото црево, покрај кои секако доаѓаат пред тумори, полипи, кронова болест на тенкот црево, што е еден слеп сегмент кој што овозможува сега, значи, капсулната ендоскопија да биде детално евалуиран и да се постави диагноза. Така да повторното враќање на методата на клиниката за гастроентерохепатологија е навистина во прав час. И јас сум благодарен и до Министерството на здравство и Фондот за здравство на Република Македонија за инвестицијата во оваа смисла. И уште само околу клиничката подхранетост видовте податоци од Европското здружение дека 37 милиони жители на Европа се подхранети. Ние сите збориме за диабет како епидемија, меѓутоа многу малце обрнуваме внимание на подхранетоста на луѓе. Тоа е Европа, не е Африка. Значи Европа во која очекуваме луѓето да бидат добро и да се добро ухранети и да се квалитетно хранат. Меѓутоа, ова е нешто со што е поставен као сериозен проблем на ниво на Европското здружение, на ниво на Европската унија и ево и ние го поставуваме као проблем што сакаме да го решаваме. Колку кај нас имаме, дали имаме бројка функционални подхранети граѓани во државата? Има кабинетот ние као клиника конкуриравме
за клинички проект за клиничка подхранетост во деканатот на медицинскиот факултет. Се надевам дека ќе биде одобрен. Значи, сите пациенти што ќе бидат хоспитализирани на нашата клиника ќе бидат мерени со соодветни мерења што се потребни да се одреди нивниот нутритивен статус. И при одење од болница ќе се повторат мерењата, ќе видиме колку уствари е болеста таа што ја предизвикува подхранетоста на пациентите, а колку сме ние тие што едноставно од желба да пациентите бидат прегледани, од желба да од брзање не водиме сметка колку тие пациенти изеле од таа препорака што е дадена. Не е само да им се даде препорака, него да се исконтролира колку од тоа што е препорачено е изедено, испиено или внесено во организмот. Покрај тоа, ние ќе побараме да влезе во системот услуги, ќе понудиме на сите болници кои имаат потреба од оваков тип на контроли, од исхрана кај оние пациенти кои не можат да се хранат, кои не можат да се хранат доволно, кои имаат секакви типови на пореметувања, а такви има доста, да им понудиме наш совет, наши услуги, да заедно ги контролираме тие пациенти, значи ги следиме тие пациенти. Во моментов имаме 4 пациента кои се со синдром на кратко црево. Еден е на пациент од кој ние треба да го превземеме од педиатрија, тројца се наши пациенти. Имаме пациенти кои имаат потреба од храна преку перкутана сонда, кои не можат да голтаат од други причини, значи од пореметени актот на голтање. Они имаат потреба да се хранат со вештачка храна. Значи, не е тоа многу голем број на таков тип на пациенти кои треба редовно да добиваат таква храна, меѓутоа ги има. Ние имавме пациент кој немаше воопшто тенко црево и дебело црево. Па живееше. Значи, ние сме успеале да му го продолжиме со добар квалитет на живот, функционираше најнормално. Имавме пациентка која 5 години живееше со кратко црево, без тенко црево, со мал дело дебело црево, која имаше од мозочен удар, од тромбоза почина, значи не од подхранетост. Ние со ова многу одавна се бавиме. Сега е веќе нешто што сакаме да го официализираме на друг начин. Министерството, ние ја купивме ендоскопската капсула, добивајќи пари од Фондот за здравство. Успеавме према нашите проценки да набавиме овој пат и во проекција ние 25 капсули годишно, затоа што сметавме дека за 2 милиона, помалку од 2 милиона жители, ова се ретки кондиции кај што треба да се испита тенко црево, е тоа доволно. Ако биде имало, ако се укаже потреба за повеќе, секако ќе набавиме и повеќе. Цената на коштање на софтверот, една ендоскопска капсула е секаде иста. Цена 700 евра е капсулата од прилика. Цената на софтверот, пошто беше на давање, ја успеавме да биде помала. Добро е што е софтвер на кој може со мала надградба да се вклучат и ендоскопски капсули кои се биоразградливи. Постојат заболувања на тенко црево, каде што заради стеснување не може капсулата да помине надоле. И се има потреба да се купи таква типна капсула. Значи, со многу помали средства, ако се види на нашава популација дека има потреба, можеме да го надградиме софтверот. Директорка, владата најави дека ќе се укинува болничката партиципација. Значи, пациентите нема веќе да ми платят партиципација, што е ситуација, а дали тоа ќе се одрази на работата на клиниката и дали ќе реструктира поведување на вакви нови? Ево владата, а би одговорила јас или би одговорила како пациент, ако може? Како директор, Како директор ние пари добивме од Фонд за здравство. Од Фонд за здравство. Ние имаме и приватни пациенти кои секако ќе ни помагаат да биде тоа исплатливо. Ево, ја би го сослушала министерот, да? А во такви ситуации да не се само преориентирате кон приватниот, да се има да биде исплатено. Значи, јас сум на среќа доволно стара, да сум била дел од еден систем каде што лекувањето било бесплатно. И системот бил издржлив и таа држава успеваше. Зашто да не веруваме дека и сега може да има бесплатен систем? Па,
има кој да каже, тоа е план на државата, секако веројатно е испланирано. Директорот на фондот и министерот може да допълнат. Добре, еве вака, значи партиципацијата се воведува со цел да се ограничи извршувањето на бројот на непотребни услуги. Но процентот на партиципација во однос на вкупната цена на чинење на услугите во нашиот здравствен систем е многу мала и во таа смисла не е вистински контролен механизам. Со оглед на тоа што е ова дел од владината програма, со која што сме на некој начин обврзани, но и во исто време и цврсто веруваме дека во здравствениот систем треба повеќе да се вложува, така да ќе се вложи дополнителна сума на средства во сите клиники, во сите болници, која што сума на средства досега болниците ја заработуваа со партиципација, а со цел да им се олесни и значајно да се намали трошокот на пациентите кои користат болничко лекување. Значи, од почеток на следната година, болничкото лекување ќе биде целосно бесплатно. Но тоа не значи дека болниците ќе останат без средства. Тоа ќе им се надополни со дополнителна сума на пари која што ќе дојде од буџетот преку фондот за здравствено осигурување. Во никој случај нема да се намали бројот на новите методи кои што планираме да ги имплементираме. Напротив, секоја метода се анализира од стручните колегиуми, постои така наречен систем на анализа на медицинските технологии, со кој што ние точно знаеме за инвестицијата што добиваме. Затоа што сакаме да извлечеме најмногу и најдобро од инвестицијата што е направена во новите методи. Ваква една метода која што денеска повторно се воведува на клиниката, значи значајно олеснување за пациентите. Понатаму значи многу брза диагностика и дополнителна се диагностика во многу ран стадиум на болеста. И тоа е се што сакаме да добиеме. Значајно да го зголемиме квалитетот на здравствената услуга. Да, директоре Дончев, ќе може ли фондот да го издржи тој товар со зголемување на буџетите на... Мислам, министрот даде одговор во дека ќе се реалоцираат пари со својот буџет преку фондот на здравство. Од буџетот. Буџетот на државата? Да. Конкретно зборуваме за капсулната ендоскопија, имате предвид дека во минатиот период кога беше застој од 3 години, пациентите од Македонија беа принудени да патуваат во странство и да прават капсулна ендоскопија и да плаќаат. Така да во таа смисла апсолутно полезно е, а второ овдека во нашето окружување, значи има земји кои што се уште ја немаат таа метода на располагање, па веројатно во економска смисла и тука ќе бидеме атрактивни, па ќе бидеме и привлечни за пациенти од други земји од балканските простори да доаѓаат за капсулна ендоскопија на нашите. Значи нема Албанија, нема Косово, Србија имаше веќе, нема. Еве само да Да. конкретно Болничкото лекување за партиципацијата ние прашуваме генерално. конкретно за дополнителната сума на пари, како што се обезбеди дополнителна сума на пари од буџетот преку фондот за здравствено осигурување до клиниките за дежурствата и за плаќање на специјализантите, по истиот механизам ќе биде обезбедена дополнителна сума на пари за субституирање на сума на пари кои што клиниките ќе ја добиваат сега како замена од партиципацијата. На истиот тој начин дополнително ќе стигне и сумата на пари со која што планираме да ги зголемиме платите на докторите до 100.000 денари. Исто така од почетокот на следната година. Значи тоа е патот од буџетот преку фондот за здравствено осигурување. Министра, прашам на темата, кога и како ќе се реши проблемот со ѓубрето на клинички, каде е проблемот? Проблемот е во тоа што беа од едно на друго место префрлани ингеренциите овие минати години од службата за заеднички работи на министерството. Сега имаше еден тендер кој што беше поништен и заради тоа ние сме во преговори за да го изнајдеме начинот со кој што ингеренциите ќе ги превземе службата за комунална хигиена. Не сакаме да распишуваме тендери и повторно тоа да го прават приватни компании кои може парите да одат во јавните претпријатија. Само ја наоѓаме правната рамка и за тоа правниците се веќе во преговори, меѓувреме 2 пати кампански беше организирано чистењето, што знаеме дека не е доволно. Јас сум прилично сигурен дека за скоро време тоа ќе се реши и континуирано ќе има служба за чистење од јавното претпријатие комунална хигиена. Директор, вие сте председател на лекарската комора. Не може да се појави на податок дека откетово очините доктори побарале мислење од лекарската комора, не ете документи. Барање. Барање. Да, читав и јас тоа. Секако дека располагам со податок, затоа што сум јас како председател единствен потписник на документ на доктори кои бараат за меѓуостанатото и потврда за одење во странство,
конкретно за регионот на Тетово, од јануари до сега има само 16 барања кои се подпишани. Нема неподпишани барања, значи вкупно од Тетовскиот регион од јануари оваа година до сега се само 16 барања. А вкупно Па вкупно се, нели јас кажав 173 беа вкупно барања, значи од Тетовскиот регион ни 10, а од друга страна има пак луѓе кои се охрабрени од можноста дека ќе добијат овде работа. Скоро имавме тројца колеги кои преполагаа фактички со лиценца за работа од друга земја, дојдоа да полагаат за да останат во нашава земја. Така да веќе имаме и заинтересираност на младите доктори да остануваат овде, не сите само одат. Точно е дека ние сакаме да алармираме, ама мораме да идеме и со бројки. Значи од Тетовскиот регион се само 16, да. Еве јас би додал само да додадам нешто врска со Па се шпекулираше со некои бројки, има агенција од Србија, некоја агенција, се шпекулираше, се слушна, меѓутоа од она што ќе чуеме до реалните бројки има голема разлика, а јас сум едини подписник, така да ги знам кому сум подпишала. извршна информација беше од лекарска комора. Погрешно, веројатно е погрешно разбрано, погрешно интерпретирано. Јас само би додал дека ќе продолжиме да ги имплементираме сите мерки со цел да ги задржиме младите доктори во државата. Во изминатите 6 месеци вработени се околу 1100 луѓе во сите јавни здравствени институции, најмногу доктори и сестри, многу малку административни работници. Ќе продолжиме со зголемување на платите од септември, дополнително и од јануари следната година. Ќе ја подобриме едукацијата на начин што ќе соработуваме со странските универзитети. За време на овонеделната посета на Израел беше договорена размена на доктори, пред се во сферата на трансплантацијата, но и во сите други сфери на експертиза кои што ги одредиме како наши приоритети. Секој месец 10 наши доктори ќе може да заминат во една од најпознатите болници во Тел Авив, да се едуцираат во своите струки, да останат толку кои што сметаат дека е доволно, во зависност од нивото на експертиза во кој што се наоѓаат, и после тоа да се вратат и да работат на своите работни места. Знам дека е тешко, но сум прилично сигурен дека се тоа ќе ги мотивира лекарите да останат во нашата земја. Планираме уште дополнителен бран на вработување за кадар за кој што во моментов нема финансиски средства, за кој што исто така ќе се обезбедат дополнителни средства од буџетот, и тоа ќе биде во септември. Пред се тука мислам на институцијата Здравствен дом во Скопје, кој што најмногу му недостасува кадар за итната служба, но и за други сервиси кои што ги дава.